Добро вечер, го следите дневникот на Канал Плюс. На почеток кратко за дел од содржините. Крупни инфраструктурни проекти, нови водомери и нови странски инвестиции најавува градоначалникот на Пробиштип Тони Тоневски. Пчеларството не е само машка професија. Штипјанката Ана Златева, филолог по професија, е пример за успешно пчеларење. Со крводарителска акција вработените во Царинската управа на Македонија го одбележаа денот на македонската царина. Дигитални ултразвучни водомери, изградба на водовод во село Ратавица и поставување на водовод и канализација во индустриската зона. Ова се проектите на кои ќе работи општина Пробиштип во наредните месеци. Ова општина станува се поинтересна за странските инвеститори. Општина Пробиштип и во наредниот период продолжува да биде фокусирана на реализација на крупни инфраструктурни проекти, како и проекти кои што имаат огромно значење за развој на целата општина. Денес градоначалникот на општина Пробиштип Тони Тоневски го изнесе планот за реализација на проектите од страна на општината. Со цел модернизација на водоводната мрежа, како и намалување на губитоците на вода за пиење во општина Пробиштип, во тек е постапка за избор на изведувач за набавка на дигитални водомери, кои што ќе бидат водомери со далечинско читање и значително ќе ја намалат загубата на вода за пиење. Овој проект ќе чини околу 500.000 евра, средства кои што целосно се обезбедени како грант од Европската инвестициона банка. За да се надмине проблемот со водоснабдување во селото Ратавица, општината изготви проектна документација за изградба на нов водоснабдителен систем. Овој проект треба да се реализира во текот на летото, со што селото Ратавица ќе добие чиста и квалитетна вода за пиење. Исто така, во делот на водоснабдувањето, како и канализационата мрежа, во новата индустријска зона, која што се наоѓа во непосредна близина на фабриката за акумулатори и селото Неокази и е со површина од 22 хектари, општината ќе изгради комплетно комунална инфраструктура, пристапни патишта, водоводна мрежа, како и канализациона мрежа со пречистителна станица. Со ова ќе овозможим идеални услови за сите заинтересирани компании кои што сакаат да инвестираат во нашата општина и со тоа ќе го надминеме еден од најголемите проблеми со кои што се соочуваме, а тоа е намалување на невработеноста во нашата општина. Покрај овој проект, во делот на патната инфраструктура, целосно ќе се реконструираат улиците Осоговска, Димитар Влахов, улицата Трета и неколку улици во село Злетово. Ќе се реализира и втората фаза од реконструкцијата на улицата Јаким Стојковски. Во наредниот период, општина Пробиштип ќе работи и на уредување на ликот на централното градско подрачје. За таа цел имаме обезбедено средства за изградба на нов секундарен плоштад, кој што едната половина ќе биде искористена како помошен плоштад, едната половина ќе биде искористена како паркинг плац во централното градско подрачје. Овој проект ќе чини околу 200.000 евра. Уредувањето на градот ќе биде следено и со ново хортикултурно уредување, како и целосна реконструкција на фонтаната на постоечкиот градски плоштад. Во општина Пробиштип има повеќе странски инвеститори, но градоначалникот на општината ги издвојува двете компании кои се најуспешни. Две најголеми компании и во двете компании е странски инвеститор. Едната е рудникот Индоминерали и Метали, каде што собственик е англиската компанија Binani Group. Тој собственик, односно оваа компанија работи од 2007 година. Исто така од минатата година имаме и нов собственик на фабриката за акумулатори, тоа е словенската фирма ТАП, или попозната како по акумулаторскиот бренд Топла, која што сега е доминантен собственик во фабриката за акумулатори ТАП МАК. Исто така многу успешен инвеститор, успешна инвестиција која што во изминатиот период вработи
можеби повеќе од 100 луѓе од претходните вработени, значително го зголеми сопственото производство, инвестирано е во нова технологија во износ од околу 12 милиони евра. Покрај веќе постоечките компании од странски инвеститори, општина Пробиштип е пред потпишување на нов договор со странски инвеститори за компанија за автомобилската индустрија. Со реализацијата на овие проекти ќе се решат голем дел од инфраструктурните проблеми, ќе се подобри безбедноста во сообраќајот и значително ќе се промени ликот на централното градско подрачје. Потпишан е договорот според кој германската фирма Technical Textile ќе вложи 10 милиони евра и ќе вработи вкупно 1000 луѓе во Штип. Производството на фиберглас, пластични полимери кои се користат во бродската и авионската индустрија, како и во ветерни централи, ќе започне во месец мај годинава. Ова е инвестицијата што првично била планирана во Абу Даби, но директорите на германскиот Technical Textile вела дека случајно во авион ја виделе рекламата за инвестирање во Македонија, па се одлучиле да дојдат овде, каде се увериле дека бизнис климата е далеку подобра. Проектот Наш специјалист успешно се имплементира во здравствениот дом во Берово. Специјалисти од терцијарното здравство вршат прегледи во Беровскиот здравствен дом. До сега 60 на пациенти се прегледани од врвни специјалисти. Новиот проект Наш специјалист на Министерството за здравство успешно се имплементира во здравствениот дом во Берово. Од почетокот на месец април започна проектот, каде со доаѓањето на врвни специјалисти од клиниките на ортопедија и неврологија од Скопје. Досега во Беровскиот здравствен дом се прегледани околу 60 пациенти кои имале здравствени проблеми од овие области. Наш специјалист е најави проект кој стартува од Здравствен дом Берово од 4.4.2015 година со доаѓањето на врвни специјалисти од терцијерното здравство на примерно ниво, значи во нашиот здравствен дом. Да ни бидат докторите од ортопедската клиника, доктор Синоличка Джамбазова и од клиниката за неврологија доктор Иван Барбов. Беа закажани на мој термин и денот помина во преглед на сите пациенти кои беа закажани, така да по 30-32 пациенти имаше на ортопедија, а 28 на неврологија. Овој долгогодишен проблем на пациентите за патувањето кон болниците или клиниките за овие специјалности сега е решен преку мој термин на матичните лекари во самиот здравствен дом. Благодарна сум. Фала и многу што доодат тука, поарно е ту да смеат колку в Скопје доаѓа. Не се има третираме по пате, тука е поарно. Задоволни сме и така. Поарно што в Скопје идеш да чекаш, пате сме, колкото да. Часа само пат. Тука гледај са колку да е, па е по-друго. Се надевам дека овој проект продолжува и пациентите ќе можат да го користат мој термин преку нивните матични лекари, да ги закажуваат и да доаѓаат на преглед во Здравствен дом Берово и да бидат прегледани. Целта на проектот Наш специјалист е до јуни 2016 година за 50% да се намали проблемот од недостаток на доктори специјалисти во одредени региони во државата. Во петок има електронско јавно надавање за продажба на 13 градежни парцели во општина Штип. 10 од парцелите се за индустријски објекти, а останатите за домување. Во подготовка за продажба на повеќе градежни парцели е општина Пробиштип, најмногу во туристичката населба Пониква. Општина Штип објави оглас за отуѓување на градежно земјиште, сопственост на државата по пат на електронско јавно надавање. Се однесува на неизградено земјиште за индивидуално домување, предвидено со детален урбанистички план на град Штип. Објавени се 13 градежни парцели, од кои 3 за домување, а 10 за индустрија, односно лесни и незагадувачки капацитети.
Од претходниот оглас на кој беа објавени 20 градежни објекти, се продадени само 10. Општина Штип ги известува сите заинтересирани кандидати дека уште денес и утре трае рокот за пријавување за лицитација за градежно земјиште. Огласени се 13 градежни парцели, од кои што 10 се за стопански објекти, а 3 се за индивидуални куќи. Значи до утре може да достават документација по електронски пат, а веќе на 17 април ќе се одржи и лицитацијата. Овие локации за градежните објекти се наоѓаат во 3 зони: зона Север, зона Баби и блок 2000. Наскоро и општина Пробиштип ќе објави продажба на градежни парцели, главно во туристичката населба Пониква. Ние во изминатиот период имаме едно добро искуство, бидејќи се повеќе луѓе се заинтересирани да инвестираат на овој дел од Осоговските планини. Како општина водиме грижа паралелно со продавањето на овие парцели да обезбедиме детални урбанистички планови, односно планска документација за обезбедување на нови парцели. Мислам дека во моментот имаме слободни уште 3 парцели за викенд куќи за продажба. Меѓутоа, паралелно, како што кажав, работиме на изработка на детален урбанистички план за околу 30 хектари, со што ќе обезбедиме на сите заинтересирани да можат да купат парцели и да изградат викенд куќи. Со ова воено ќе се развие развојот на Пониква како спортски рекреативен туристички центар. Во подрачните единици на Министерството за земјоделство теке поднесувањето барање за субвенции за сите видови растително и сточарско производство, како и за произведеното и продадено млеко во последните 3 месеци минатата година. Аплицирањето за субвенции е до крајот на мај. Започна поднесувањето барање за субвенции за директни плаќања за мерките по површина земјоделско земјиште, мерките по грло добиток, како и за произведено и продадено млеко во периодот од 1 октомври до 31 декември 2014 година. Барањето за мерките по површина земјоделско земјиште и мерките по грло добиток се поднесуваат до 31 мај 2015 година, а барањето за произведено и продадено млеко во периодот од 1 октомври до 31 декември се поднесуваат до 30 април. Аплицирањето е на пропишан образец по електронска форма. Поднесените барања веднаш влегуваат во процесот на пропишаните контроли. Земјоделците и производителите на млеко барањето може да го поднесат во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Инаку за 2015 година владата обезбеди 150 милиони евра за субвенции во земјоделието. Пчеларството не е исклучиво машка професија. Ово го потврдува примерот на Ана Златева од Штип, дипломиран лингвист по италијански јазик. Златева планира ширење на производството, а пресудно да навлезе во тајните на пчеларството била фасцинацијата од пчелите и од начинот на нивната организација. Пчеларството е дејност која бара љубов, знаење, вложување и упорност. И она најважното, да не сте алергичен на пчелиниот убод. Откако сето тоа ќе го исполните, можете да се ја испробате среќата. Ана Златева, дипломиран лингвист по италијански јазик, провокацијата да навлезе во животот на пчелите ја нашла откако била воодушевена од нивната организација. Во пчеларството видов една многу интересна професија. Во самиот систем и начин на функционирање на работата на пчелите, значи, што е тоа внатре што се случува во самата кошница, беше една причина која што ме наведе да посетам пчеларник на поискусни пчелари и да се запознам со нивната работа. Започнавте со неколку кошници. Дали планирате нивно зголемување? За почеток почнав со малку да видам, да се испитам себе си дали ќе можам да го работам тоа, а понатаму ќе видиме како ќе се одвиваат работите, зависи од временските услови, природниот нагон да се размножат, да се ројат, значи сигурно ќе доведе и до зголемување на пчелните семејства во мојот пчеларник. Патот до медот и останатите пчелни производи е трнлив и долготраен и зависи од многу околности. Ана е упорна и верува дека со упорност може да се постигнат саканите ефекти. Јас мислам дека за ова прашање воопшто нема дилема.
една убава професија, убава интересна работа. Сега, во зависност од тоа и можностите како се, особено здравствените причини и почетните трошоци, кои што не се големи, секако на почеток е најдобро секој да се испита себе си професионално, постепено ќе дојде моментот кога ќе можеме да разговараме за професионално бавење со пчеларство. Освен на пчеларникот, Златева е мощна активна и во пчеларското здружение Пчелар 2014. Меѓу другото, преку емисијата Агроисток на оваа телевизија, која ќе почне да се емитува наскоро, таа ќе има термин за афирмација на пчелните производи. Традиционални специјалитети денес беа изложени на Великденската трпеза во основното општинско училиште Ванчо Прке во Делчево. Ова е проект кој прв пат го организира училиштето, а вкусните јадења ги приготвија учениците со помош на своите мајки и баби. Учениците, родителите и наставниците од основното училиште Ванчо Прке во Делчево денес ја организираа манифестацијата Великденска трпеза, на која можеа да се видат богати специјалитети направени од вештите раце на учениците од 1 до 5 одделение и нивните мајки и баби. Јас денес на денешнава трпеза ја направив оваа риба. Дали сам ја подготви или со помош на мама? Со помош на мама. Јас направив покача заедно со мојата мајка. Јас ги направив овие чоколадни чашки. И што е тоа? Чоколадни чашки со подин кишлак. Јас ја направив тортата. Заедно со која баба? Со мама. Оваа манифестација училиштето Ванчо Прке оваа година за прв пат ја организира, но целта е да прерасне во великденска традиција. Целта на оваа изложба е сите заеднички да го прославиме нашиот најголем христијански празник Великден. Навистина Великден во сите бои, тоа се познава од сите трпези. Кога ќе ги погледнеме трпезите, ќе видиме на нив најсветли, најразлични бои кои се символ на убавината на пролета, бидејќи Великден е и најголемиот пролетен празник. Сите овие бои, сите овие насмеани лица на учениците, насмеани лица на родителите се еден символ на едно заедничко дружење, кое верувам дека и понатаму ќе продолжи. Оваа манифестација прв пат се организира, меѓутоа верувам дека нема да биде и последна, затоа што масовноста на учениците со сите нивни активности што ги направија по повод Великден и нивните родители, значи големата волја и желба за соработка со нашето училиште, тоа е еден голем успех за сите нас како училиште. Преку овие активности во кои се вклучени учениците, се пренесува празничниот дух од домовите. Особено значаен е делот во кој учениците учат за великденските традиции од своите родители, баби и дедовци. Денес е ден на Царинската управа на Република Македонија. Вработените во Штипската царинарница, исто како и колегите од цела држава, својот празник го одбележаа со крводарителска акција. Овој ден царината го одбележува заради тоа што пред 23 години Собранието на Република Македонија го усвои Царинскиот закон, со кој е основана Царинската управа. Царинската управа и оваа година традиционално го прослави и одбележа својот празник. По тој повод денес во соработка со Републичкиот завод за трансфузиологија организира крводарителска акција која се спроведува на територијата на целата држава. Денес е ден на царината, 14 април, и по тој повод вработените од Царинската управа го одбележа овде во Институтот за трансфузиона медицина, регионален центар Штип, на тој начин што даруваат својата драгоцена течност, и искажаа својата хуманост и даруваа крв. Од досегашниот одзив на вработените во Царинската управа има собрано вкупно 11 единици крв, но до крајот на денот од Институтот за трансфузиона медицина очекуваат одзивот на крводарители од Царинската управа да се зголеми.
Продолжениот празничен викенд помина релативно безбедно на истокот. Во евиденцијата на секторот за внатрешни работи Штип влегоа 10 кражби, од кои 4 тешки, 10 нарушувања на јавниот ред и 4 сообраќајни незгоди. Итната медицинска помош имаше полно работа, а празнично во Штип лекарската екипа на итната помош изврши породување во домашни услови. За време на празниците СВР Штип не ги изостави активностите насочувајќи ги службите за заштита на имотот на граѓаните и одржување на поволен ред и мир. Сепак и покрај превземените мерки на подрачјето се евидентирани 4 тешки кражби, 6 полесни кражби и 15 за кои гонење се превзема по приватна тужба. Покрај кражбите во текот на овие празници е нарушен и јавниот ред и мир во 10 случаи. Од областа на сообраќајот пак се случиле 4 сообраќајни несреќи, од кои во едната незгода возачите и 4 сопатници се здобиле со тешки телесни повреди, додека во едната е причинета тешка материјална штета. Неминовни и повторно на мета останаа и црквите. Во едно деноноќе се ограбени 2 цркви. Станува збор за црквата Свети Спас во село Бели, каде непознат сторител со употреба на алат насилно делувал на влезната врата. Влегол и одзел околу 1500 денари. Исто така е извршена и тешка кражба и во црквата Свети Никола, која е со локација во село Тракање. Сторителот одзел 2 метални каси, во кои имало метални пари. Овде е причинета штета околу 10.000 денари. Полицијата трага по сторителите. Сепак од СВР Штип велат дека овие празнични денови поминале релативно мирно. Хитната медицинска помош за ваквите празнични денови очекувано имаше повеќе работа, но овој пат немаше лица кои барале лекарска помош за прејадување или лица во алкохолизирана состојба. Посебна интересна интервенција, хитната медицинска помош имала за Великден во домашни услови, извршиле породување во Штип. За среќа се поминало во најдобар ред и мајката и бебето се во добра состојба и се пуштени дома. Додека од противпожарната единица за празниците немало регистрирано ниту еден случај. Кражба во црква која е сред село на најголемиот христијански празник во Кочанско Тракање. Украдени се 2 метални каси со околу 10.000 денари. Од настанот згрозени се жителите на Тракање. Траканчани ги вознемери веста дека веднаш по празнувањето на Христовото воскресение непознати натрапници провалиле во кругот и објектите на црквата Свети Никола, лоцирана сред село, и ограбиле. Дрските ограбувачи со помош на голема метална хебла разбиле 2 од влезните врати во духовниот храм и од внатрешноста ги грабнале металните каси полни со пари собрани од верниците во деновите пред Великден. Потоа ги однеле на ридот на тркање каде ги разбиле, ги испразниле и ги фрлиле. Подосна ги пронашол овчар кој тука го напасувал стадото и ги однел во селото. Целиот настан се случил после 3 или 4 часот по полноќ, кога црковните активности во чест на Великден завршили и кога верниците се разотишле. Црквата е ограбена после 4 сата сабале, која завршила црквата, после се украдени сабалето. Мисли се дека има многу пари, али пари е немало. Малце пари има. Касите отперени, 2 каси и однесени. Вратата, таа врата е скршена и оваа врата на црквата, тука разбиени си и 2. Со штранга. Штранга, тие рударски штранги, ни големи. Разбиени. И ја забравили штангата тука. Никој не може да знае, не сме ги видели, не сме ги чули. А тие се сигурно тука, чим се тука горе разбиени касите, сигурно се тука. Тоа било која била црквата некна ноќта. Уиделе се луѓето и овие се си зимали што им требало. Представници на црковниот одбор велат дека вкупната штета заедно со однесените пари изнесувала околу 10.000 денари. Инаку провалниците ја отвориле и вратата од камбанаријата, најверојатно со намера да ја украдат големата камбана, но поради немање време или друга причина се откажале, па скапото звоно останало на своето место. Траканчани велат дека не паметат некогаш да се крадало од црква, особено не во денови на најголемите христијански празници. Денес на градските гробишта во Штип погребана е доктор Ивица Бојаджиева, која почина на 34 годишна возраст.
боледуваше од редок вид на агресивен карцином на црниот дроб. Штипската и македонската јавност даде голема поддршка на доктор Евица во напорите за обезбедување средства за лекување во Кина, кој за жал не ги даде очекуваните резултати. Доктор Бојаджиева беше сопруга и мајка на 2 малолетни деца, а од колегите лекари и од пациентите беше ценета како врвен професионалец и голем хуманист. Во организација на Сојузот на училишен спорт Кочани, под покровителство на градоначалникот на општина Кочани Радко Димитровски, на 17 април ќе се одржи пролетен крос 2015. Новаа традиционална манифестација ќе учествуваат ученици од основните и средните училишта, студенти од правниот и економскиот факултет со седиште во Кочани. Од оваа година новина е тоа што манифестацијата се отвара за сите полнолетни граѓани кои сакаат да учествуваат во пролетниот крос. Должината на патеките за трчање се различни, а тоа зависи од возраста на учесниците. За најмладите учесници патеката за трчање е од 60 до 400 метри. Најдолга е патеката за момчиња од средните училишта кои ќе трчаат на патека од 600 метри. За сите надпреварувачи на пролетниот крос задолжително е лекарски преглед. Ова воедно беше се за дневникот. Во продолжение проследете временската прогноза и имајте пријатна вечер со нашата програма.